Местото на децата не е на улица. Да ги заштитиме детските права е тема на денешната работилница одржана во организација на ОПСЕ, а во соработка со Министерството за внатрешни работи и труд и социјална политика. На работилницата активно се разговараше за појавата на децата питачи, но и за интензивните заложби на институциите за решавање на овој проблем и негово сузбивање во насока на развивање на децата како здрави личности и градење на уште поздраво општество. Министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски истакна дека во изминатиот период започната е реализација на заеднички акции на Министерството и МВР преку спроведување на теренски активности за намалување на појавата на децата на улица. Во овие акции стручните тимови на центрите за социјална работа даваат стручни совети на родителите околу грижата и воспитувањето на децата, обезбедувањето на лична документација на децата од улица, здравствената заштита, образованието. Покрај стручните совети на родителите им се укажува и на сите ризици и последици од негрижата и запоставувањето на сопствените деца, како и санкции кои произлегуваат како резултат на таквото однесување. А според податоците на Министерството за внатрешни работи, дел од несовесните родители веќе ги заработиле своите санкции. Во изминатиот месец и половина, откако МВР се вклучи во сузбивањето на питачењето и злоупотребата на децата, како што нагласи министерката Јанкуловска, поднесени се над 20 кривични пријави против родителите кои ги запуштаат своите деца, а од улиците се тргнати над 30 деца на возраст до 14 години. Полицијата може и мора да ги евидентира, да ги гони кога е во прашање кршењето на законите, да го открива криминалот, односно експлоатацијата на децата и нивната постојана изложеност на опасности на улиците. Сузбивањето на оваа појава треба да е резултат на посеопфатни и повеќе институционални активности. Според представникот на УНИЦЕФ во Скопје, Македонија напредува во полето на згрижување на овие деца и сузбивањето на оваа појава. Ако ги погледнеме бројките кои што беа до сега споменати, може да видиме дека Македонија има направено голем прогрес на ова поле, посебно на полето на смртноста на децата, потоа на полето на отворени училишта, центри за грижа и така натаму. Ова се бројки со кои што државата треба да се гордее. Намалениот број на деца питачи по улиците, нивното згрижување во центрите, отварањето на новиот транзитен центар е потврда дека заедничкиот ангажман на институциите придонесува кон сузбивање на оваа појава, како и злоупотребата на децата, но и нивно градење во здрави личности.